Почитувани медиуми, почитувани граѓани, ви благодарам за присуството денес по завршувањето на лидерската средба на парламентарните политички партии, која свикав со цел да се отвори дискусија за европската иднина на Северна Македонија. Со председателите на парламентарните политички партии денес разговаравме за државните стратешки цели, за приоритетите и за следните чекори и одлуки кои не очекуваат во наредниот период, а се однесуваат на нашата европска иднина. Воедно ги запознав председателите на парламентарните партии детално со состојбите врзани со енергетската криза и навремените мерки кои ги преземаме за справување со истата. Економската криза и поддршката за граѓаните и компаниите, која е овозможена и со последниот ребаланс, но и со новиот буџет за 2023 година. Разговаравме и за владењето на правото, борбата со криминал и корупција, но и за блокираните закони во собранието, од кои зависи нашиот перформанс како држава, а кој беше нотирано како слаба страна и во извештајот на Европската комисија. Би сакал да ве информирам дека дискусијата беше отворена и сметам дека така треба и да продолжи во иднина. Почитувани граѓани, денес сме тука затоа што полноправното членство во Европската унија е една од нашите стратешки цели, која Македонското собрание ја зацрта како цел и ја потврди конкретно во 2001 година со усвојувањето на Законот за ратификација на Спогодбата за стабилизација и асоциација, што започна нашиот формален однос со Европската унија. Денес сме тука затоа што конечно после 17 години гордо можеме да кажеме дека сме земја која ги започна преговорите со Европската унија. Вложивме многу труд за да стигнеме до оваа фаза. Имавме многу предизвици, требаше да се носат тешки одлуки, но истовремено знаевме која е целта, а тоа се НАТО и Европската унија. Две стратешки цели кои сме должни да ги исполниме. Во последниве 5 години направивме многу крупни чекори и успеавме да се докажеме како достоен НАТО сојузник и како достоен партнер на Европската унија. Еден од тие чекори беше и европскиот предлог кој го добивме летово за време на француското председателство. Свесни за сите негови предности и слабости, го препознавме како можност за деблокирање на процесот и придвижување напред. И самите бевте сведоци, го усвоивме во собранието во атмосфера на тешка седница, тензии и недоверба. Собранието тогаш донесе заклучоци со кои се гарантираше дека ќе ги започнеме преговорите со Европската унија и веднаш ќе започне скрининг процесот, заклучоци со кои целосно и континуирано се гарантираат нашиот јазик и идентитет, се гарантира дека историските прашања се надвор од преговорачката рамка и дека Бугарија на дело ќе покаже дека не се противи на употребата на македонскиот јазик во Европската унија. И денес гледаме дека сето ова е вистина и реалност. И Европската унија и ние досега ги исполнивме ветувањата. На 19 јули беше одржана првата меѓувладина седница со која отпочнаа преговорите со Европската унија. На 15 септември започна скринингот. На 26 октомври беше подпишан договорот Фронтекс со формулација македонски јазик без никакви додавки, звездички и фусноти. Тоа се 3 датуми кои ќе останат запишани во македонската историја како денови кога ние добивме целосна потврда за нашите заложби за европска иднина и кога сите ние добивме потврда дека македонскиот јазик е заштитен и е на исто рамниште со останатите јазици во Европа. Фронтекс договорот е првиот и единствениот договор кој е одобрен од сите 27 земји членки, договор на кој сме ставиле подпис, а на кој стојат имињата на сите јазици на Европската унија. Овој договор беше блокиран од страна на Бугарија токму заради македонскиот јазик, но со отпочнувањето на преговорите Европската унија исто како и ние се докажа како партнер од доверба кој ги исполнува ветувањето. Отворањето на преговорите е огромен успех за сите нас. Процесот е конечно започнат и сега е важно да напредуваме во реформите заради граѓаните и заради градење на европски институции кои ќе работат по европски стандарди и принципи. Низ преговорите ќе ни се отвораат повеќе фондови, а на долг рок бенефитот ќе го имаат нашите граѓани. Во меѓувреме добивме и позитивен извештај од Европската комисија прв после отворањето на преговорите. Оценката за вкупната подготвеност на земјата за 2022 година е, цитирам, добро ниво на подготвеност. Во околу 90% од областите имаме делумна или добра подготвеност. Воедно процесот на скрининг се одвива непречено, а земјата покажува високо ниво на посветеност.
Овој процес мора да биде инклузивен и транспарентен, а со вклучувањето на граѓанскиот сектор и експертите во преговарачкиот процес, заедно со европските фондови кои ни се на располагање, гледаме нова можност за повеќе реформи и побрзи реформи. Наше е да продолжиме со реформите, свесни за фактот дека полноправното членство во Европската Унија ни е од стратешки интерес кој со заложба од сите засегнати е достижно многу брзо. Минатата недела бев во Берлин, на самитот на Берлинскиот процес, кој е уште еден доказ дека Европската Унија забрзано работи на евроинтеграцијата на Западниот Балкан. На самитот подпишавме 3 договори за мобилност, кои се во насока на заложбите на заедничкиот регионален пазар, што е исклучително важен процес на нашиот европски пат, бидејќи е практично подготовка за интеграција во единствениот пазар на Европската Унија. На овој начин, меѓу другото, регионот ќе стане многу поатрактивен, конкурентен и подостапен за странските инвеститори, што во крајна линија ќе значи и побрз и повисок развој. Овој процес, овој самит само ја покажува и докажува детерминираноста на Европската Унија за брза и сигурна интеграција на регионот, а особено на Северна Македонија. Ние бевме таму препознаени како сигурен партнер, најстабилна земја на Балканот и затоа и се одлучи Северна Македонија да е депозитар на сите 3 договори кои се подпишаа и тие ќе бидат депонирани во нашето Министерство за надворешни работи. Граѓаните треба да знаат дека процесот на европеизација не е проект на една политичка партија. Ние денес тука од собранието мора да испратиме порака дека ова е национален проект, проект во кој мора сите да дадеме свој придонес, бидејќи се работи за државата и за граѓаните. Пред нас стојат многу предизвици, а она што го нагласив и денес пред председателите на парламентарните партии е пред се потребата за непречено функционирање на собранието, бидејќи истото е исклучително важно за нашиот европски пат. Потребно е да се вклучат сите партии, сите пратеници и да се одблокираат процесите, за да може да имаме поефективни решенија, особено за законите кои се однесуваат на судството, кои се важни и за владењето на правото како постулат, важни се за нашиот европски пат, но уште поважни се и за враќањето на довербата на граѓаните во судската власт. Ние како влада, но и како владеачка и државотворна партија, сме отворени за соработка за сите решенија кои ќе придонесат за да се постигнат овие цели. Инклузивност и обединетост по ова прашање е повеќе од потребно. Потребна ни е инклузивност и по темата за Европската Унија секако, а не терен за политички борби и пресметки. Не смееме да дозволиме уставните измени на кои се обврзавме со европскиот предлог, со заклучоците од собранието, да бидат пречка која самите ќе си ја поставиме. За прв пат одлуките зависат само од нас, а блокадата, ако се случи, ќе ја направиме ние. Вие веќе знаете, доколку ги изгласаме уставните измени, автоматски одиме понатаму, се отвораат кластерите без потреба од нова одлука и без можност за нова блокада од Бугарија. Треба да бидеме мудри и да го искористиме поволниот момент и атмосфера која има во Европската Унија во наша полза. Треба да сме свесни дека живееме во турбулентен политички, економски и безбедносен период и да препознаеме дека сега имаме отворена врата и сега имаме подадено раце од нашите партнери. И тоа треба да се искористи, да покажеме политичка волја и капацитет за да ги валоризираме нашите досегашни заложби и напори и во најбрз можен рок да станеме членка на Европската Унија. Не е време за поделби, никој нема корист од тоа. Сега е вистински момент да се искористи шансата и со полн капацитет да реализираме поставената цел. Затоа и напоменав дека од корист е формирање собраниска група за европски реформи која врз основа на извештајот на комисијата и скрининзите ќе се погрижи реформите поврзани со Европската Унија преговорите да не бидат блокирани и да не доцнат. Националниот совет за евроинтеграција председаван од опозицијата треба да биде вистинското место за тоа. Комисијата за европски прашања во секој случај да си ја задржи својата важна законодавна улога. Потребен ни е договор за национално единство за Европската Унија, кој ќе ги покаже искрените намери за европеизација на општеството и полноправно членство во Европската Унија. Мора да покажеме зрелост како држава, мора да покажеме демократски капацитет и да станеме на европскиот пат низ годините пред нас. Конечно е време за да почнеме нова приказна во која Северна Македонија останува европска земја, земја со закон, ред, систем, иднина, подобар живот и тоа за сите нејзини граѓани. Како што посочи на средбата, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, чишто председател сум, е посветена на таа приказна. Исто така посочив дека сега е исклучително важно да се постават приоритетите правилно. Првиот приоритет е она што е од интерес на државата и сите граѓани, а тоа е продолжувањето
по европскиот пат. Потоа следат интересите на политичките партии. И тоа е редоследот и концептот. На прво место е и секогаш ќе биде интересот на државата. И тука нема дилеми. Сакам да нагласам дека калкулациите овде и сега не треба да има. Овде се работи за нашата и за еднината на нашите деца. Никој нема право да ја кочи еднината на државата заради лични или партиски интереси и заради напредок во личната политичка кариера. Никој нема право да блокира, никој нема право да биде кочничар во процеси кои значат подобар живот, просперитет, развој и напредок. Почитувани медиуми, членството во Европската Унија е врвен национален интерес и така треба и да се третира. Очекувам во наредниот период сите да сме на ниво на задача, да дадеме се од себе и да ги приоритизираме работите по вистинскиот редослед и концепт и максимално да дадеме свој придонес. Нашата единствена алтернатива е Европската Унија. Треба да го искористиме поволниот период кој го имаме пред нас, да ја искористиме поддршката која ја добиваме во моментов и да обезбедиме за граѓаните, за сегашните, за идните генерации, европска и побогата иднина. Ви благодарам.